Се поголем е бројот на повозрасни малолетници кои сексуално злоставуваат помали, покажува СОС телефонот на Медјаши. Според првата детска амбасада во светот, потребно институциите постојано да бидат будни. Апелираат на хемиска кастрација за педофилите, бидејќи практиката покажува дека поголем број од нив го повторуваат делото. Не загрижува како граѓанска организација која силно се бори против родовско искривување и педофилија, дека државата и покрај тоа што декларативно се бори да ги заштити правата на децата и воведува доброволна хемиска кастрација како превентивна мерка, не го послушува нашиот апел дека хемиската кастрација или медикаментната терапија за контрола на нагонот или либидото треба да биде задолжително уште додека ја излежува казната затвор и веднаш после неа. Во текот на 24 години од работата на СОС телефонот за деца и млади при првата детска амбасада во светот Медјаши се регистрирани 20.537 повици. Различни приказни, секоја со своја тежина. Од страна на едниот родител, одземено е детето без дозвола на другиот родител и е изнесено надвор од границите на нашата земја во една од соседните наши земји. Од Медјаши го презентира извештајот за работата на СОС телефонот за периодот од ноември 2016 до мај 2017 година. Регистрирани се 44 случаи, од кои што 132 пати сме контактирале дополнително. Во овој период 50 деца се потенцијални жртви на прекршување на правата на децата. Најголем број како и секоја година е бракоразводни постапки прекршување и семејно насилство. Имаме случаи на прекршување на институции на правата на децата, воспитно-образовни институции. Од првата детска амбасада апелираат, при бракоразводните постапки е потребно старателството да го имаат двајцата родители.